ако сте во Охрид или планирате да одите барем наредниве денови, нека биде една од вашите работи на агендата, дефинитивно и новото 9-то поред издание на Бич Филм Фестивалот. Се случува 9-та година поред и веројатно од година во година станува се позначено, се поголемо, се поубаво и во поглед на туристите, и во поглед на понудата, и во поглед на публиката. Повеќе детали за она што не очекува веќе од утре натаму, со оглед на тоа што официјалната програма е од 22 се до 26 ден недела. Сепак интересни работи ќе се случуваат и на овој денешен 21 јули или еден ден пред официјалното отворање. Ана Опачич, како дел од организацијскиот тим на Бич Филм Фестивал низ годините, утринава не поздравува од Охрид. Ана, добро утро. Добро утро, Ана. Здраво, добро утро. Фала ви на поканата и добро утро на вашите гледачи. Може ли вака едно мало снимање со твојата камера, за да видиме каде си во моментов? Во двор, на покрај плажа, може би, или? Да. За жал да ве разочарам, не сум се уште на плажа. Ги чекаме колегите од Скопје да дојдат со сите летни столчиња, промотивни материјали, каталози, торбички, така да во смешчај сме, работно забајле. Да, верувам дека ќе бидат многу обврски во прашање и многу убави работи ќе ви се случуваат, но еве ќе честитаме до година, ќе имате еден убав јубилеј од 10 години, но ова 9-то издание исто така преполно со убави работи, со многу филмски експерти кои што ќе бидат во Охрид овие денови, ќе содржуваат многу работилници, мастер-класови, сите оние кои што навистина малку на едно повисоко ниво го доживуваат филмот, ќе можат дефинитивно да уживаат. Но еве пред Ана, можеби да ни споделиш со што е официјалното отворање утре, што е она што денеска го имате, затоа што има и една интересна предпрограма токму на овој 21 јули. Да, почнуваме денес од 8:30 часот на плажата Сараиште. Ќе имаме два долгометражни филма, Железната тврдина на Митко Панов и по повод 30 години на култниот филм Самоуништување, и него ќе го даваме пред охридска публика, значи во центарот на Охрид, на најохридска плажа Сараиште. Ги покануваме сите да дојдат, буквално после капење со пешкир преко рамо, да ни дојдете на гости и заедно да почнеме фестивалот. А од утре почнува официјална програма, од утре значи ни доаѓа жири, сите гости и имаме проекции на главната плажа, на плажа Славија, отварање со филмот Бинг Марија, за контраверзна приказна позади филмот Ласт Танго и Париз, и исто така ни почнува детска програма на плажа Стараиште. Значи паралелно со официјална селекција на плажа Славија и на брод Армада, континуирано сите 5 дена ќе имаме проекции и на Сараиште за нашите најмали, и таму исто така ќе имаме и работилници за нив. Така да, поделени сме ко на стејџеви, 4 стејџа со различни жанровски филмови, и мислам дека за секого може барем по неколку филма во овие 5 дена да се најде. Да, добро е што Ана вистина Охрид се трансформира не само во концертна, би рекол, платформа, како град, да, и културна, да, генерално концертна културна, меѓутоа и во филмска. И јас би рекол, затоа што нема ништо побаво кога тука е до вас плажата, тоа прекрасно уживање на мирисот на Охрид, па се со цел некако можеби да се поврзаме и со светот на европскиот филм. Кога во светот ги гледаме, да речеме, најчесто филмовите за жал и го минимизираме тоа творештво, можеби дома сами на мобилни телефони, чинам дека филмските фестивали можеби стануваат последните места каде што можеме да ја споделиме нашата емоција со непознати луѓе околу нас и да ја уживаме секако атмосферата на филмското платно. Барем тоа некако го чува Бич Филм Фестивал, можеби како творештво. Охрид е град со илјадници години историја, меѓутоа колку самата магија на езерото и градот влијаат можеби да се доживее на поинаков начин и самиот филм и публиката тука кога е? Па да, сигурно дека ќе влие, затоа што секоја година кога ги каниме гости, дали е за жири, дали е за некој кој ќе држи работилница, и кога ќе му кажемо за нашиот фестивал и самиот концепт дека е на плажа, никој не одбива.
сите веднаш сакат да дојдат. Така да Охрид е дефинитивно, не сакам грубо да звучи тоа, да кажам дека го продава, ама секако сите, ајде да кажам, се лепат кога ќе кажам Охрид, постојат странски гости кога ќе го прогуглат, сите се радуваат и сакат да дојдат. Така да, дефинитивно оваков концепт е уникатен и посебно тоа што имаме проекција на брод, значи публика се качува на пристаништето, на брод Армада и имаме еден како крузинг, крстарење по езерото и гледање на филм, коктел после тоа и музичка програма на брод, така да мислам дека тоа нешто баш што вреди да се посети. Не постепува оваа комбинација. И претходно Марко кога спомена ти ги очекуваме луѓето со пешкир на рамо, нека дојдат и нека уживаат. Марко вели имали поубаво од тоа и навистина е така и сите овие детали мали кои што ни ги споменуваш, а во позадина всушност многу големи, Ана, навистина ја го прават целиот фестивал и генерално целиот концепт да биде навистина магичен и посебен. Верувам дека не само за жири комисијата и за сите оние луѓе кои што ги каните да дојдат и да бидат дел од фестивалот, навистина и публиката е она која што ужива, бидејќи навистина е едно посебно доживување во вечерните часови, кога е веќе времето и многу попријатно да се погледне под отворено небо, баш под небото во Охрид, вакви интересни филмови. Селекцијата е одлична и оваа година, како и секоја претходна. Ова е фестивал кој што го слави новиот европски филм, секако давате место и за македонската кинематографија, што навистина е за поздрав, но можеме ли вака да издвоиме, Ана, некои од европските филмови кои што можеби на некој начин не се фаворити, но можеби и ве ги издвојувате како со некакви интересни приказни? Па, сега не би било најблагодарно да одвојам еден, а другите не. Да, навистина се многу. Да, и да не откриваме премногу, а може да кажеме дека за затворањето ќе биде прикажан филмот на Тамара Котевска, така? Тој најмногу го фаворизирам, затоа што е наш. И јас сакаме Тамара, наша колешка, така да, ама еве на пример има еден филм Алфа се вика и комплетно дејствие на планина во зима на снег. Секоја година баш дававме филмови кои што се на плажа, на езеро, на море, во лето, таков некаков вајб има сите филмови кои што ги дававме и еве годинава имаме баш еден, ќе го гледаме филм на плажа кој што се случува комплетно за време од зима во снег, така да мислам дека тоа можеби ќе биде интересно да се гледа, ама стварно многу тешко е да се издвои затоа што имаме современи филмови од Турција кои што беа номинирани за Оскар, имаме значи филмови од Холандија, од Шпанија, од Франција, Германија, Чешка, Полска, стварно годинава е голема плејада на многу убави филмови, баш би било тешко да се одбере еден и посебно затоа што и жанровски исто тако се различни од coming of age до трилери, до комеди, мислам баш дека секој ќе си најде нешто што ќе може тако на програма да чкртне и да каже денес ќе дојдам на ова проекција. Да, Цете спомена дека вистина се случува една, јас би рекол, убава дистинкција од светот на филмот. Кој е можеби најголем критериум кој што го применувате, Ана, за да биде одлучувачки кој филм ќе влезе во самата програма и годинава нова девето издание? Дали можеби самата, јас би рекол, уметничка нишка, можеби актуелноста и возбудата што ја носи приказната на филмот, или генерално можеби би споменале дека сепак се задржувате на приказната што ќе остави некаква трага или белег кај гледачот? Кој е критериумот? Да, па на самите почетоци во фокус ни беа медитерански филмови и значи само бевме фокусирани на Шпанија, Франција, Грција, Турција и со текот на време значи ја проширивме програма на цела Европа, така да од тој почетен почнавме да се шириме и исто така оно што ни е битно да филмови кои што прикажуваме се во голем дел прв или втор филм на режисер, значи сакаме да дадеме прилика на младите режисери и овој фестивал да им биде, ајде да кажемо, одскочна даска за понатака и исто тако бараме
како што ќе наречемо храбри филмови, кои што испитуваат некакви, нема да наречам контраверзни, ама некакви така некакви теми кои што можеби се табу во светот. Да, за кои што не е секој пат најпријатно да се зборува, а не е секој пат и најлесно да се гледа. Да, не би фаворизирале, Ана, некој конкретен филм, меѓутоа дали има некој филм кој што вистински ќе разбуди емоции, ќе гледачот, па после проекцијата ќе биде може потекна за разговор и дискусија? Па да, таков филм е чешкиот филм Broken Voices, кој што е прилично актуелен затоа што станува за збор за филм кој што не знам дали е прегруба реч да кажемо педофилија, ама како професорите кои искористуваат својот положај и можат да ги злоставljат своите ученици. Да ги злоупотреба, така да дефинитивно мислам дека еден од можеби тако потешки филмови кои што секако ќе остават трага и на помлада публика, а исто така и на родители кои што имаат деца, сигурно нема да им биде лесно да го гледат. Особено во денешно време кога на секој чекор се среќаваме со таква педофилија. Тоа сакав да кажам, ти велиш можеби е лош збор, но за жал од друга страна во никако станува реалност и секојдневно слушаме за вакви приказни, така што убаво е преку една филмска приказна да се отворат очите за многумина. Тука некаде сме на крајот, ако може најкусо на што можеш, само да ни споделиш околу детската програма, бидејќи не ги заобиколувате и најмладите. Да, па тоа мислам дека на сите ни стана сега најубава програма, највесела, затоа што на плажа Сараиште, значи, доаѓаат децата со родители, со баби и дедовци и тоа е баш едно тако фул фамилиарно дружење. Да, програма трае, значи, од среда до недела, некои денови имаме и по 2 детски фестивали на репертоар, проекција почнуваат во 8:30 и исто тако имаме и работилници кои што ќе бидат некои од нив пред проекциите на филм, каде што ќе може заедно со професори по анимација, професори по ликовно да ќе цртат омилени карактери од филмови и слично. И програма е наменета буквално за деца од 3 години кои што не треба да знаат да читат титлови, до млади, до тинејџери, до 16 години. Така да програма секој ќе си најде за сите, и за најмладите, и за највозрастните, за сите буквално ќе има одлична филмска понуда. Ти благодариме многу. Деветото издание започнува од утре официјално, бидете во Охрид овие денови и уживете во бројните филмски проекции. Да, Железната врата и Самоуништување се всушност филмовите кои што денеска ги имате во предпрограма како почеток на деветото издание на Бич Филм Фестивал.